Денеска на телефони МК ќе видиме како функционира Harmony OS на Huawei. Сега ќе отвориме Settings на Huawei, да видиме точно која верзија имаме на оперативниот систем. Значи имаме Huawei P40 Pro телефон со Android верзија 10. Huawei, поради блокадата од американската влада, не смее да го користи американскиот софтвер, вклучително и Google Play Services, односно Google Play Store. Меѓутоа, Huawei разви свој App Gallery, што представува замена за Google Play Store. На App Gallery може да се најдат сите поголеми апликации, како што може да забележите Zoom, Here We Go, Maps Me и така натаму. Значи во апликации, во финансии може да видиме дека има и некои македонски апликации веќе. На M-Banking е една од нив, например Стопанска банка. Истата може да ја превземеме, да ја инсталираме и за неколку секунди ќе може да ја користиме. На App Gallery се наоѓаат и AirCare, Мој Ајден и многу други македонски апликации. Сепак да видиме како функционира M-Banking на Стопанска банка. Истата може да ја отвориме и да ги користиме сите можности што ги нуди оваа апликација. Еве, например. Сега ќе со помош на More Apps може да инсталираме апликации што ги нема на App Gallery, сепак ги има на Google Play Store. Така да, еве во More Apps, ако отвориме и бараме некоја апликација што ја нема на App Gallery, например има 5+, или пак Cineplex Македонија и некои други македонски апликации, истите може да ги инсталираме. Еве за пример ќе ја земеме 5+, детска апликација, да видиме како може да инсталираме. Едноставно download from APK Pool и истата ја инсталираме. Прашува оперативниот систем, проверува дали има ризици, истата инсталираме и може да ја користиме. Здраво, 5+, другарче! Гледате како е едноставно. Ние инсталиравме неколку македонски апликации, меѓу кои и Мој ДДВ. Истата може да ви ја покажеме како функционира, дека без проблеми можеме да ја користиме. Ево, например, скенирај сметка. Сметката е веќе скенирана. Може да земеме и друга сметка да скенираме. И, значи, може да се провери дали се сметките скенирани, може да се проверат извештаите, например. И така натаму. Има тука и некои други македонски апликации, како например М заедница, кое што секако супер функционираше, каде што можат да се пријавуваат проблеми или некакви други работи. Мој воздух апликацијата ги има сите своји функционалности и така да можеме да кажеме дека супер функционира. Секако има и други апликации кои што еднакво добро функционираат на овој оперативен систем. Интернационалните апликации за комуникација, како што се Zoom, Skype, Teams, WhatsApp, Messenger, функционира подеднакво добро како и на Android телефон, без никакви проблеми. Например, Zoom може да ја отвориме и да видиме дека може ги имаме сите функционалности. За навигација
За жал не може да ја превземете Google Maps апликацијата, пошто е американски софтвер, меѓутоа може да направите шорткат како тука и истото да ја користите. Секако има и други две апликации кои што може да ги користите и кои што ги има на App Gallery, како например Maps.me или Here We Go. Со Maps.me сосема добро функционира, без проблеми, и може да користите офлайн. На Harmony OS инсталиравме и апликации за поделување на фајлови, и како што е Dropbox, Box, OneDrive или ES File Explorer, и истите супер функционира. Како што може да се забележи, на тие има некои реклами секако, меѓутоа може да се види дека фајловите супер може да се проверат и како и на секој друг телефон. На Huawei телефонот P40 инсталиравме игра како Traffic Rider и истата може сега да отвориме да видиме како се игра. Може да кажеме дека играњето беше навистина забавно. Можеме да заклучиме дека новиот оперативен систем е навистина позитивно изненадување кое функционира безпрекорно и во скоро време ќе биде рамо до рамо со своите конкуренти.